Ноќта на вештерките, како што ја нарекуваат американците или Халоуин, е ноќ на сите светци и се одбележува во вечерните часови на 31 октомври. Училиштата за странски јазици кои го изучуваат англискиот јазик, изучувајќи ја и културата и традицијата на англичаните, на своите ученици им ги пренесуваат и обичаите по повод овој ден, 31 октомври, познат како ноќ на вештерките. Традиционално неколку години наназад, на овој ден во нашиот град ги среќаваме дечињата кои посетуваат курсеви по англиски јазик, маскирани со страшни маски, со изрежани тикви, символично одбележувајќи ја најстрашната ноќ во календарот Халоуин. И ако до минатата година маскираните дечиња дефилираа низ улиците, па сите минувачи можеа да ги сретнат и видат, годинава училиштата решија да го организираат балот под страшни маски малку поинаку. Ние посетивме дел од училиштата и вие да уловуваме атмосфера. Во училиштето за странски јазици Беверли 1 на оригинален и несекојдневен начин беше организирана оваа ноќ. Имено наставничките ги организираа во групи по степени сите ученици кои дефилираа со маските на вештици и духови пред 5-члената жири комисија која ги наградуваше најдобрите. Наставничките, костимирани соодветно на празникот, заедно со дечињата го одбележаа празникот на вештерките. Како што забележавте, значи овдека сме со празнична атмосфера, веќе неколку години наназад, традиционално го одбележуваме 31 октомври, празникот Хелоуин или кај нас уште попознат како ноќ на вештерките. Бидејќи нашето училиште е изучување на странски јазици, покрај јазиците изучуваме и културата, па ова е еден од празниците кои што го слават во Соединетите Американски држави, а инаку е празник кој што своето потекло го води од Ирска. Вашите ученици се кои и пострашни, но и пооригинални во маските. Годинава и вие оригинално го прославувате овој ден. Како? Како беше замислена целата концепција? Па во изминатите години имавме да не кажам едно шетање, дефилирање низ градот, меѓутоа оваа година се одлучивме за нешто малку поинаку. Решивме да направиме модна ревија каде што секој од нашите слушатели ќе може на свој креативен начин да си се представи пред жири, со тоа што стручното жири избира една најстрашна маска, најкреативна во исто време од секој степен. Исто така сакам да кажам дека оваа вечер имаме и избор на најдобро декорирана тиква, така да на крајот покрај маските ќе избереме прва награда и за најдобро украсена тиква. Изборот за најубава или најстрашна маска посоодветно беше тежок, но сепак оние кои најмногу ја застрашија жири комисијата се вратија дома со скромни подароци. И учениците од училиштето за странски јазици Биг Бен годинава на сличен начин со дефиле под маски, на своевидна забава и дружење во фоајето на Центарот за култура од Крива Паланка го прославија 31 октомври. Еве како. Англичаните го слават 31 октомври. Како го прославувате вие во вашето училиште? Значи ние веќе традиционално во училиштето Биг Бен го прославуваме празникот Халоуин со организирање на забави за сите дечиња. Тие се облекуваат во разновидни маски, како што може и да видите, се надпреваруваат и добиваат награди. Ова за дечињата представува вистински празник, 1 април би рекла. Така, да. Веќе прераснува во традиција и во Крива Паланка. И дечињата веќе знаат и се спремни дека на 31 октомври треба да бидат маскирани и дека ќе има многу изненадувања и многу забава. Се поголемиот продор на англиската култура преку изучувањето на англискиот јазик во земјите како нашата од неанглиско говорно подрачје го доближуваат до дечињата празникот Ноќ на вештерките, кој најмалите пак го доживуваат како 1 април. Што си ти маскирана? Вештерка. Јас сум маскирана во вештерка. Вештерка. Бидејќи страшната маскарада беше повеќе од интересна, да не речам импресивна, ќе ви ја доловиме одблиску во следното издание на емисијата Пулсот на градот на програмата на Златен канал Викендов.